Доколку правото за здрава и чиста животна средина е уставно загарантирано право и е едно од основните човекови права во модерниот свет, тогаш отсутството на акција на локалните власти, меѓуто и на централната власт, е можеби едно од најмасовните прекршувања на човековите права што некогаш било и се прави од оваа власт. За тоа каква е животната средина, проблемот со аерозагадувањето, но и кои се апелите и акциите на невладиниот сектор кој што се грижи за екологијата во државата, на централно и на локално власт. Денеска ова утро ќе поразговарам со мојата гостинка, тоа е Татјана Чакулев, активистка од Одва иницијативата. Велам добро утро за Татјана и добро дојдовте во Слободен печат. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Темата со аерозагадувањето одекнува од ден во ден, од она што е евидентно од прозорците, од воздухот, од она што го гледаме секој ден, се оние параметри кои што не загрижуваат сите, а тоа е високото ниво на PM10 частичките во воздухот, алармот на невладиниот сектор, меѓутоа и немоста на властите да реагираат, односно да донесат некакви превентивни мерки. Што имаме конкретно во овој миг, можеби додека зборуваме она што го загрижува здравјето, што ги загрижува за здравјето на луѓето во земјава? Значи, сликата денеска е класична слика секоја зима, секоја грејна сезона, дали во Скопје, дали во другите поголеми градови во земјава, каде што исто загадување во аерозагадувањето е проблем. Што, например, еве за Струмица не се знаеше дека е таков проблем и во такава мера, додека не се постави мониторинг станицата, што укажува на тоа колку се сите работи врзани и колку е потребно навистина секаде да се мониторира воздухот и за да видиме стварно какво е загадувањето, а не да живееме во некоја лажна слика, само Скопје е загаден, ама ние сме си чисти тука. Ситуацијава е, исто пак ја кажам, скоро секоја година, тука се климатските услови, многу градови не се котлински градови, загревањето во зима е еден од главните проблеми. Во Скопје, например, зависно каде е измерено, од таа последната анализа што се направи во текот на 2021 година од страна на Амбикон лабораторијата при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, тој укажа дека некаде меѓу 35 до 60%, значи дури до 60% во зимските месеци се должи на грејење на дрва. Потоа каде е тука мазутот, каде се тука сообраќајот, индустријата, животната, Европската агенција за животна средина секоја година излегува со извештај каде што кажува колкава бројка апроксимативно е земена за прерано починати поради аерозагадувањето. И тука се земени PM 2,5 частичките, азотните диоксиди и озонот. Бројките за 2021 беа огромни, само 5000 прирано починати поради PM 2,5 частичките, високите концентрации во Македонија. И ние сме на врвот во Европа како најзагадена земја. Сноси ли некоја одговорност? Тоа ми е едно директно прашање, бидејќи од она само граѓаните што го читаат се некакви бројки листи на починати, причини и така нешто. Да. Имате ли некакви информации во кои што велате дека некој одговара за ова, некој се труди или обратно го занеморуваат овој проблем кој што евидентно говорам се случува од година во година. Овој проблем ниту е нов, ниту е решен досега на начин како што треба да се реши. Да, проблемов апсолутно не е нов. Ние загадување сме имале во воздухот високо и пред да се мери тоа загадување, со целата индустрија која била во Скопје, со се што се мазутот, топланите работеле на мазут и така натака. Дали има одговорен? Нема одговорен. Да имало одговорен ќе било полесно, бидејќи ако имаш одговорен и не се исполнила целта која што требало да се исполни, тогаш
се сносат Ако се консеквенции. гледат овие бројки, кои што варираат од година во година, 5000, 6000, 6500, тоа се огромни бројки. Тоа се цифри на луѓе кои што прерано починуваат и ако споредиме со оние случувања што во светот го мачат, војни и така натаму, се добива впечаток дека Македонија е во војна со невидлив пријател. На годишно ниво да се изгубат 6000, во просек говорам овде, 6000 човечки животи е премногу за една земја како што е Македонија. Точно. И затоа е нашиот притисок секоја година голем да се одвојат средства сериозни за брзо, значи со големи чекори да се намали аерозагадувањето. Починатите, значи ние покрај токав број на починати, каде се тука и заболените? Каде се тука сите заболени? Значи аерозагадувањето е поврзано и со дијабетисот. Значи, инцидентите на дијабетис се многу зголемени при зголемено аерозагадување. Сите респираторни болести, каде се тука сите кардиоваскуларни болести, каде се тука срцевите мозочните удари, луѓе што ги преживеале, а не починале. Каде се тука деформитетите кај децата што се развиваат? Каде се тука малите значи капацитетот на бели дробови е сосема различен кај деца кои се формираат во услови на загаден воздух? Каде се тука пренаталните значи мутации што се случуваат во плодовите? Секој орган во телото е афектиран од ова високо загадување. Нема орган во телото кој не е афектиран. Каде се сите канцерогени болести кои се резултат на тоа? Значи бројките се огромни и Светска банка, сега морам да прочитам за да не кажам грешна бројка, ама според Светска банка аерозагадувањето 2016 година, каде што се земало дека имало починати 1600 луѓе, ја чини државата помеѓу 500 до 900 милиони долари. Така. Значи 500, ама тоа е земена бројка на 1600. Европската, и тоа некаде помеѓу 4,5 до 8,5% од БДП. Значи бруто домашниот производ. Ако ги земеме бројките на починати таа година според Европската агенција за животна средина, ќе дојдеме отприлike околу 3500 на пример. Да не ги земаме, да не ги собираме со вкупно, него е околу 3500, тоа значи околу 1 до 2 милиарди долари ја чинало земјата само аерозагадувањето. За 2021 со околу 5000 починати, нас начинало помеѓу 1,6 до 2,8 милиарди долари, тоа е од 12 до 21,5% од БДП. Значи, толку не чини, животи не чини, пари не чини, болести не чини, мутации кои генерацијски се пренесуваат не чини. Значи, ова е нешто што не да треба да е приоритет, значи мора да е приоритет број 1. Тогаш како го коментирате во овој, ајде кажам, магија за круг на аерозагадувањето или на лошата еколошка состојба во земјата, од една страна на властите кои што велат се троши секоја година повеќе, се одвојуваат средства, се тргат јавни депони, се даваат субвенции за климатизери, друг алтернативен начин на гориво на јавните институции и од друга страна вашите потреби и овие апели кои што ги давате дека финансиските средства можеби е една од најголемите причини со кои може да се подобри борбата против ова зло што го имаме сега. Како го коментирате намалувањето на буџетот од година во година, од друга страна, кој што е наметен за екологијата, за животната средина, доколку сум точен, поправете ме ако грешаме, само 0,6% од буџетот е предвиден за следната година. Не, 0,8. Значи, од скупните расходи на буџетот, колку е тоа потребно? Скупните расходи за заштита на животна средина е 0,83. Така? Тука морам да ве коригирам, не е точно дека секоја година се намалува, тука мора да бидеме фер. Значи, буџетот за животна средина не варира, можам да кажам. Некогаш, ако земеме како процент од вкупниот буџет кој постојано се зголемува, некогаш, не знам, бил 0,4, па 0,6, па 0,5, па 0, па 1, па 0,8. Меѓутоа, секогаш е под 1% и фактот дека буџетот за животна средина во последниве неколку години е зголемен, меѓутоа кога се однесува за аерозагадувањето, не.
Каде одат Значи, тие од пари? буџетот, даночните директно од образници? буџетот за конкретно намалување на аерозагадување, за конкретно зборуваме. Значи, мерка што ќе направи, ќе ставиме таа мерка, ќе се намали аерозагадување. Значи, нема пари во буџетот. Сега не имаме пари од грантови, фондови, тоа е све супер и ние треба да ги користиме тие пари. Ама ние не можеме да се задржиме на 10 милиони тука за 4 града, 3 години евра, кога ние го имаме овој огромен проблем. А во исто време, даноци за животна средина се собираат. Значи, последниот податок е за 2021 година, собрани се 230 милиони евра. Секоја година се зголемува, има таа бројка. И овие даноци, Министерката за животна средина Каја Чукава во вчерашната емисија Топ тема кажа дека не знае од каде е таа бројка. Таа бројка не била точна. Кои се вашите информации? Таа бројка е точна. Дали таа е точна бројката? апсолутно Каде е точна. точно завршуваат тие пари? Каде завршуваат не знаеме, затоа што тие пари завршуваат каде што им треба, дали да се платат пари, дали да се пополни некоја пензиска дупка, мислам во фондот, дали, значи ние не знаеме каде завршуваат, ама не завршуваат каде што треба да завршат, а тоа е за животна средина. Тие пари се собрани за таа цел. Значи даноци за животна средина. Овие податоци се од Државниот завод за статистика. Тие податоци ги има и на нивната страница на Министерство за животна средина, затоа што еден од индикаторите за животна средина е трошоците за заштита на животна средина, што сега е сменето, името се нарекува економија, каде ми беше запишано, се вика економија за животна средина и управување со ресурси. Така се вика тој индикатор. Значи тој индикатор и Министерството за животна средина, што Каја Шукова кажа дека не знае од каде е, стои, тие бројки се тамо, при сметката не им е точно колку проценти е од даночните приходи, и овие даноци за животна средина се присметуваат и се задолжителни според Евростат, и Европската агенција за животна средина ги има овие податоци за секоја земја. И зошто? Зашто овие даноци се битни токму за да се решат сите проблеми со животната средина со кои се соочуваме. Тие се многу во денешно време. Аерозагадување, климатски промени, значи ние имаме огромен број на проблеми со кои се соочуваме. Колку се битни ветувањата од друга страна на властите? Говорам и на централно, меѓутоа и на локално ниво. Оние што секоја година ги слушаме, особено во зимскиот период, кога ќе дојдат тоа дека државните институции нема да се греат со загадувачки ресурси, енергенси, говорам за мазутот, за нафтата и така натаму. Колку ова во реалноста, предпоставувам дека вие ги мониторирате и одблизу овие работи, се спроведува? Од ветувањата многу малку се спроведува. Значи пред избори, збориме за пред избори или збориме за ветувања? Општо и пред избори, сега сме у таков еден период. Значи ветувањата предизборни се едни, реализација кога ќе се дојде на власт се сосема други. Така да многу не значат. Стварно многу не значат. Што се ветува, за жал е така. Но повторно ќе кажам, клучното мора да биде еднашка ние да го прекинеме тој ланец на немање доволно средства, скапо било ова, скапа била животната средина, а повторно ќе се вратам, даноците за животна средина треба да одат само за животна средина справување. И тогаш ќе се справиме ние со овие проблеми. Без токави големи финансии ние не може да се справиме. И ние и понатаму и повторно само ќе зборуваме секоја година, значи едно 10 години наназад се зборува, ни треба 10 години за да ние се справиме со проблемот до некаде. И поминавме тие 10 години, кај сме? Година и декади. Кај сме? Да, некаде е намалено, значи кога се поставија филтри на индустријските најголеми капацитети, да, намалено е загадувањето во одреден процент. Југохром видовме кога се затвори, што значеше за Тетово. Јако се негираше дека има токав импакт. Се негираше дека натаму не дува ветерот, не може да е толку се затвори Југохром, се виде колка беше. Однос на кои се вашите сознания на Скопската котлина? Сите овдека некако поголемиот дел од државата живее, Скопје расне во една метропола со многу коли, со многу автомобили, индустријски капацитети. Кои се според вас едниот најголемите загадувачи кои што овде допринесуваат воздухот во главниот град да е на толку лошо ниво?
Па сега, јас ќе ви кажам, значи, сега, со бројки имаме вон грејна сезона, и за ова зборувам за Скопје, Така. анализата што беше за Скопје, вон грејна сезона околу, значи просек е 30% индустријата, вон грејна сезона. Значи Така. 30% индустријата. Дури се случува и до 50% да е во месец септември, кога од чудни причини дали тогаш се случуваат одредени индустријски процеси, но во септември знае да е многу повисоко. Ние не можеме да кажеме кои индустрии, значи кои капацитети се. Ги имаме многу и со А интегрирани дозволи, и со Б интегрирани дозволи. Законот што требаше за индустријски, за контрола на индустријски емисии да се донесе, не е уште донесен. Кој е Тој проблемот? требаше, не знаеме кој е проблемот. Значи се правеа некои измени, па доработки, па повторно требаше да се донесе, еве уште не е донесен. Зошто е клучен тој закон? Затоа што со тој закон прво ќе има обврска секој голем овој индустријски капацитет да има автоматски мониторинг 24 часа. Значи што ќе може да се следи на вистина тогаш и Мислите да не дека одиме. ќе помогнат тие мерки? Ќе помогнат тие мерки затоа што мониторингот секогаш помага. Затоа што станува јавни податоци се стануваат, се гледа значи емисиите какви се постојано. Без тоа еве дошол некој измери или еве податоците се такви кај нас, него се гледат емисиите. Друго нешто што со овој закон ќе се обврзат значи да се воспостават најдостапните современи технологии кои доведуваат до намалување на емисиите, дали во воздухот, дали во водата, дали во почвата, и построги гранични емисии, што значи помалце емисии во воздухот. Во едни вакви констатации кои што ги изнесовте во однос на финансиите, во однос на тие дупки помеѓу институциите, локалните власти и граѓаните во однос на животната средина, што мислите, кои се според вас краткорочни мерки кои што властите очигледно не ги споредуваат, иако денови имаме, особено во главниот град, високо ниво на загаденост, кои се краткорочните мерки кои што, доколку ја гледат оваа емисија, властите се нужни да ги спроведат сега и веднашка, за да добиеме колку толку поквалитетен воздух? За жал, краткорочни мерки во рамки на законски дозволени мерки нема многу да го намалат аерозагорувањето. Говорам за градскиот превоз, говорам за автомобилите, редуцирање на сообраќајот и така натаму. Ако ги земе причините зошто ни се јавува енормно аерозагадување, значи тоа е затоа што струењето на ветерот е намалено, доаѓа до тишина, маглата е тука, нели, температурната инверзија, сите тие фактори, ние кога ќе дојдеме во тој лонец од каде што ништо не излегува, туку само влегува, рачунете, ти се во тој лонец и да престанеш се, буквално се да престане, а тоа не е возможно. Значи, индустрија ќе продолжи да работи, може со намален капацитет. Значи, краткорочни мерки се можност индустријата да работи со намален капацитет. Можност, начин на грејење, да се каже во овие денови да биде различен. И што ќе направиме, што ќе им кажеме на луѓето ние? Значи, тоа е само една препорака. Немојте да греете на дрва, уклучите грелки, мислам, не е реално. Со браќајот, ние и да кажеме бесплатен јавен превоз. Луѓе што се возат со автомобили и натаму се возат. Јавниот превоз не е добар, гужви се. Имаше и некои обиди за мерки од претходните градоначалници, за разлика од сегашната градоначалничка, која што и во овој момент не преземат било какви итни мерки покрај апелите на невладиниот сектор и на граѓаните, така здравјето доаѓа во загрозеност. Имаше такви некои мерки каде што автомобилите се пробаа да се означуваат со парни, непарни бројки, да им се лепат маркици од типот на кој автомобил колку загадува, дека од утрото од 9 часот до 16 часот не треба да има тежок јавен транспорт, односно транспорт во главниот град и така натаму. Од тоа сега оваа година некако недостасува. Тоа со налепниците никогаш не стапи во функција. Значи налепниците што треба да бидат, што е стварно клучно, особено за градови како Скопје, каде што во цела зимска сезона. Верувате во такви некои мерки дека може да допринесат, значи, макар може да на микрониво на микрониво можат,
ама да стапат на сила пред да настане енормното загадување. Сите модели, значи што се прават и во Европа, моделите се прават, значи вие имате прогнозата, гледате што ќе се случи, дали доаѓа денови на тишина, дали доаѓа денови на мало струење на воздухот. Значи кога ќе ги видите климатските услови кои доаѓаат, тогаш се уклучуваат тие алармантни мерки и тогаш ќе дадат резултат. Со други зборови велите дека задоцнети се сите некои мерки кои што ги прават. Задоцнети се затоа што во Европа тие мерки се уклучуваат буквално пред кога ќе се најави такво големо аерозагадување. И тогаш вклучување на тие мерки, се ова што кажувате, и сообраќајот, и намалување на индустрија, таму кај што е можно начин на грење да се замени, тогаш ќе даде резултат. Недостасува ли национална стратегија кога станува збор аерозагадувањето и општо? Апсолутно. Зошто да е така? Зошто е тоа така? Све ад хок. Зошто ни се повторуваат сите? Пари ќе ставиме оваа година, па се нема ич да ставиме, па сега имаме некој грант сме добиле, значи тоа не е стратегија. Влегуваме во еден предизборен период и обично во предизборието политичките партии и нивните лидери се обраќаат до граѓаните, до населението и ветуваат, како велат граѓаните, брда и долини. Кога станува збор за екологијата, во минатото си изнагледавме дури и ребрендирање на дел од политичките партии во зелени партии, во нивни заложби колку ќе се зголемат финансиите, во заложби на што итно ќе се преземе кога станува збор загадувањето и животната средина. Што очекувате да се изнаслушаме и да се нагледаме во овој период од страна на политичките партии? Моje мислење е дека нема да се залетуваат толку во ветувањата колку што се залетува 2016 година, 2017 година, кога скоро ништо не се оствари од тоа што го ветија. Клучните работи не се остварија. И значи наредните избори ги преиначија ветувањата и не се залетуваат до толку. Така да не верувам дека ќе се залетуваат. Дефинитивно ќе постои зелената агенда. Али во колкава мера и каков вид не мислам дека ќе видиме некои големи ветувања за големи промени, меѓутоа спротивното треба да се случи. Толкому големи промени мора да има, особено во областа на аерозагадувањето, бидејќи реални да бидеме, ако некој има септичка јама, значи убаво е да се има канализација. Ама он нема да умре поради тоа што има септичка јама, а од аерозагадувањето се умира. Уште сосема едно кратко прашање на крајот во однос на каква е состојбата со мерните станици во главниот град. Се изнаслушам и читам информации дека се во добра состојба, дека од друга страна се репарираат, односно се сервисираат, меѓутоа дона на терен што го имаме, каква е фактичката состојба? Значи постојано истата приказна ни се повторува. Мониторинг системот мора да е добар, што значи постојано да функционира, континуирано да функционира. Тоа е потребно за да се споредат податоците, да се знае колку било загадено, научната сфера да може да ги користи тие податоци, да изведе некои заклучоци. Кога немате доволно податоци, се тоа паѓа во вода. Значи ни заклучоци може да донесете, ни да споредите, ни да знаете колку било. 25% од инструментите не работат, не за Скопје, значи на ниво на цела држава. 25%. И нас не се случуваше, во минатото исто. Не работе огромен број, ке вложиме, ке ставиме, сменија, вложија. Меѓутоа, овие инструменти барат постојано одржување. Постојано мора да имаме резервни инструменти, значи купени веќе такви резервни инструменти и кога ќе се расипе одреден, да го замените и да продолжи да се функционира континуирано. Ние 2 години еве, значи, поминуваме со тоа, чекаме сега ИПА фондот, парите, да ни стигна нареднава година, за да ние замениме инструмент. Мислам, не може така. Тоа е една општа констатација за повеќе сфери во општеството. Овдека некаде ќе ви се заблагодарам за вашето учество. Се надевам дека почесто ќе се дружиме во периодот и ќе говориме за сите оние проблеми кои што ве засекат и вас, активистите и екологистите, меѓутоа и колку можеме ние како медиумите да бидеме се поприсутни во јавноста во однос на информациите, да ги споделиме на граѓаните и да ги знаат вистините за што точно се станува збор кога станува збор нивното здравје. Да, дефинитивно вашата улога е многу битна. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето, Татјана Чаколев.
тоа, почитувани, беше активистката на ОДВА иницијативата Татјана Чакулев. На вас ви предлагам да останете со програмата на Слободен печат. Се враќаме во студиото веднаш по краткиот џингл и рекламите.